Деневниот центар за лица со церебрална парализа од Прилеп одбележа 6 години од своето постоење. За овие 6 години придобивките за децата се огромни. Во моментов истиот го посетуваат 14 штитеници за кои што се грижи тим од стручни лица. Родителите се задоволни, кога родителите и децата се задоволни, ние сме уште позадоволни. Значи со децата доста се работи, имаме дечиња кои што сме ги од дечиња што воопшто не знаеле ни да лазат, ни да одат, и сме ги продиле и почнале и со говор, и почнале и со од. Има многу придобивки. Во моментов кадарот кој што се грижи за дечињата е доволен, но недостасува дефектолог кој што треба итно да биде примен. Сме во недостаток на кадар, ни е потребно да примиме веднаш и неодложно дефектолог, на што и работиме. 13 се во моментот штитеници, тоест корисници на услугата на дневниот центар. Во момент се припремаат документи за прием на уште еден штитеник, тоест корисник на услугата, и сметаме дека со моменталниот капацитет ова е доволно. Локалната самоуправа по барање на центарот донираше еден вертикализатор кој што ќе биде од потреба на овој центар. И се надеваме дека од година во година ќе може локалната самоуправа исто така и општествено одговорните компании да помагаат, да донираат и навистина овој центар да ги заслужи сите потреби. Дечињата кои го посетуваат центарот се задоволни од грижата и едукацијата која што ја добиваат тука. Јас се викам Виктор Воскос. Колку години имаш? 12. Кажи ми како ви е овде, што учите, песнички и футбол што правите? Играм фудбал, учам песнички и друго. Дали ви е убаво овде? Да. На ова одбележување го начекавме и пензионираниот наставник по физичко образование Трајче Зулјамовски, кој што волонтира и им помага на децата со посебни потреби во другиот ваков центар во Прилеп, Џуница. Два пати неделно држам часови по физичко воспитување. Тие деца не се активни физички, а во дневниот центар Џуница имаме услови за такво нешто. Имаше деца кои не може да направи ни една стомачни мускули, ни еднаш не можеш. Значи не можеш факти да стане од кревет. Друго дете не можеше ни еднаш да клекне да стане, значи не може да користи така речени тоалет. Тука јас ги гледам напредокот кај тие деца. Едукаторите кои што работат тука велат дека децата се едуцираат и социализираат по најсовремени програми. Децата од дома до центарот и назад се превезуваат со специјално возило. Инаку ова е втор ваков центар во Македонија после оној во Скопје.